Добар ден, почитувани гледачи. ТВМ телевизија продолжува со емитувањето на емисиите за бесплатно представување на кандидатите, односно носителите на советничките листи на престојните локални избори 2021. Мој гостин во денешната емисија е Џемал Мена од Движењето Беса. Добар ден, Џемал. Добар ден на сите. Добре им дојавте во студиото на ТВМ. Нашиот разговор ќе го започнеме со тоа што изборната кампања се одвива во едни поинакви услови, повторно, значи во пандемија. Кажете ни како тече кампањата, кој ви се целна група? Значи, овој пат е потешка кампања, заради дека пазиме од ковидот, од болестава. И во штабот не организираме многу редби со граѓаниве. Ојме во куќиве, ама пазиме да сме по двајца и подалеку, по 2 метра минимално да сме и носиме маска. И ги прашуваме за нивните проблеми. Ова е, и со луѓето што се гледаме во некој ресторант или во некој друг објект, пазиме дали е вакциниран, ако не е, не оиме. Така. Заради здравјето на сите побо. И имаме наредба што повеќе да се вакцинираат луѓето. Така. А која е вашата таргет, целна група? Значи, за тоа не можам 100% да сум сигурен, никој не знае дека досега кај што одевме, Добре, кај луѓето. каде вие ја промовирате вашата изборна програма, кај кој, да речем, пред кои граѓани? Значи, на сите граѓани без никаква разлика што имаат право да гласат на општина Охрид. Имаме посебен програма. Еден ден имаме во прилика во Воска, другиот ден имаме Црногорци, значи улица Радој Цановичич, Даме Груев имаме поделено со список. И скоро секој 2-3 дена сме на посета на луѓето. На терен сте. На терен, така. Така. Кои се според вас развојните приоритети на општина Охрид во поглед на економскиот развој? Какви мерки се потребни за поддршка Значи, на компаниите? прв пат имавме помош од власта. Јас што бев сега советник, наредниот пат пушти огромни пари за помош да се одблокира сметка во општинава. Пак не успеавме 100% да го апликираме, пак сме пообод другиве пред нас што беа. Инаку сама општина во Охрид не може да го решат проблемот економски што го имат градот, дека немат ниту една голема фабрика што имат над 2 или 3 илјади работници за да го држи тежинава. Единствен спас луѓето го гледаат кај туристиве, значи во туризмот, ама и тоа за жал не трај многу, месец и пол или 2 месеци. И не одговара на сите луѓе. Најголем проблем на нив што му идат гости е паркингот во градот. Да, ќе зборуваме подоцна и за сообраќајот. Да. Што мислите, треба ли општината да дава поддршка и помош на малите и на средните предпријатија, како да им се помогне да останат и да творат, да постојат овде во општината? Да, треба една нова стратегија. Досега не беше како што размислуваме ние со наши одлуки што ги донесовме на совет. Некои се успешни, некои неуспешни беа. Треба да имаме некои проекти сега заедно со Завод за Агенција за работување Охрид. Тие даваат гранде од 5 до 10.000 евра на луѓе што сакаат да отворат фирма за 3 години, значи да е отворена, да не го затворат фирмава и со нив соработвиме. Општинава треба помош да му дават на даноци да ги намалвит и да што повеќе да усвои урбанистички планови да поминат во општина Охрид. Единствен приход му е тоа на општинава. Така. И во оваа кампања слушаме едни, да речеме, истеветувања, тоа се во поглед на патна инфраструктура, комунална инфраструктура, водоснабдување. За жал, се уште делот од општината се соочуваат со вакви, да речеме, основни проблеми. Која е вашата визија? Како да се решат овие проблеми на граѓаните? Овој проблем да се решават, ние пред ова асфалтиравме улица во Абасемин. Сега, за жал, гледаме, пак имаше проблем во Абасемин, Копеја. Охрид имаат стара линија за вода и за канализација. Тоа треба да се решават 100%. Значи, пари треба да се наменет 2 години да се работи само за ова работа и да се фатит од првиот почеток, од влезан до Охрид до излезан. И после да се работи исто и во Селана. Овие се основни работи, а не се достигнати да се завршат. Разлика ова е дека ние дававме пари за некои концерти, што тоа е убаво, ама не се дават концерти во сред сезона, кога ние имаме гости. Давај во сред септември или 18 септември за да идат гости повеќе. Грешка стратегија беше со тие средства да ја користевме за водоводна мрежа и за асфалтирање, ќе е подруго и поубаво за граѓаните. А ветувањево имаат многу. Секогаш секој што идат од новиве кандидати гарантира дека се улици ќе асфалтираат, тоа е невозможно моментално, немаат услови и толку приходи во градот. Наша битка е да отвори општинава сама една асфалтска база, моментално зависиме од
приватни, што не е во ред, или пола-пола да сме со нив, и да работиме со една стратегија за 3 години и 6 месеци. Дека толку имаат време новиот градоначалник и новиот совет да работи, да донесат одлуки, да се асфалтират и да се работи. Ама не во овај начин моментално. И што повеќе донации да земаме, да се ближиме со други градови што се посилни градови во Европска унија, да земеме нека донација. Да. Каква е вашата визија во поглед на туризмот, како една од најважните стопански гранки во нашата општина? До негде работи туризмот во општина Охрид, тоа е вистина, ама ви реков првиот проблем е паркингот во градот. Моментално ние имаме проблем сегашно време за паркирање во центарот во Охрид. Да, тоа ни е следното прашање, но прво како да го подобриме туризмот? Да, подобриме, да, како да го подобриме? Моментално ние не сме многу познати во светот. Значи треба да го копираме Турција, како што е градот Анталија, што дават многу поевтини цени за доеш во Турција, да си гостин. Хотеливе ги намалуве цениве, кана се чудно е зголемување на цениве, на објективе, сегде, што ова едниот пат што идат човекот во Охрид, кога гледат какво се цениве, кај нас оид во море. Значи повеќе му одговара тоа. Втора работа е, значи, за жал езерово е во катастрофална состојба. Значи од колекторски систем излегуват проблеми во езерово и луѓе во моментално имаме 3-4 плажи, што во прилика плажи е во воска, не се ни одржувани ни ништо, немаат патика за да шетат луѓе да идат туристот. Значи треба да се вложува во плажи и поголема промоција. Треба да имаат стратегија за атракција, нешто освен плажа на Охрид, да ја користат луѓето и за други работи, нема. Да. Сега тука би се надоврзани и на сообраќајните проблеми кои што за жал ни се јавуваат во текот на туристичката сезона, особено во централното градско јадро. Со години се најавуваат катни гаражи, но за жал досега не е ни една. Да, досега немаат ни една и во овие избори ќе ветуват, ама нема да го завршат. Тоа поставка што се гледа дека овие работи за да ги заврши во општина Охрид треба градоначалникот да зависи советот од нека друга партија, не да е го во негова контрола од СДСМ. Ако е така, градоначалникот нема намера да го заврши проблемот или другиот градоначалник што ќе идат за паркингот. А тоа е најголем проблем во градот. Туристиве идат, немаат број македонски број, мобилен. Нема тој човек што работи во паркинг, моментално не е тука и директно му пишуваат казна 800 денари. Тој турист што многу пати имене ми се јавени гости, што беа од странство, и тој втор пат не идат во Охрид. Кажуваат ја сакам да плаќам, немам телефон што можам да го пуштам порака. Значи кога ќе се враќам можам пак да платам, не правам проблем. А наши ви ги казнуваат 800 денари или 600 денари. Тој гостин од првиот пат, значи гледа дека не знаеме ние да го почитуваме гостиве за туризмот. А не е некој голем проблем. Да, револти треба во секој случај да му се јавам на директорка или на шефоите таму. И 100 пати му побара повесување, а ке тарга што не е во македонска, значи не е регистрација на кола во Македонија, тоа знае дека немаат број македонско. Ке е од Турција, од Италија, од прилика од Германија, него треба да му попуштиме за овие работи, да плати 30 денари или 50 денари, колку бил 2-3 сати, 100 денари и да заминви човекот. А овој проблем е вистински што значи ден денеска се зголеми тој проблем, не се решава. И криви се секогаш гостиве. Не гледат плаката, имат луѓе што не знаат македонски да прочитат, тој не разбираат ништо или немаат телефон инакво кај нас. Треба или онлайн со интернет да го решават или нов систем да донесат. Од тој што имат пари во некоја сметка странство да може директно да уплати и да не зависи од луѓе тука што работат. Така. Неизбежно е да подискутираме и за УНЕСКО. Охрид доби 2 нови години за исполнување на препораките на УНЕСКО. Што мислите, колку локалната има, да речеме, и волја и можност да ги заврши сите тие препораки во следните 2 години? Сега можност, колку што гледав јас, 100% имат градоначалникот. Што ќе идат и ова имаше директно за поддршка од Скопје, од централна власт, за да ги решават проблемиве. Најголем проблеми се градбиве што се направени во езеро, во близина, што се незаконски градби. Тие градби треба да се решават или да се рушат, ако сакаме да сме член во УНЕСКО или да најме некој заеднички начин со УНЕСКО да го завршиме со нив за да го чуваме УНЕСКО. УНЕСКО е град, значи една организација што секој град сака да влегви тука. Ние веќе постоиме тука, а продолжи вака ќе го изгубиме. Албанија многу објекти рушеше. Што имаме под концесија давана другава власт, што му е завршена. Треба со нив да се име. Да разговараме и да му објасниме дека не е до нас, туку се зборови за многу важна работа. УНЕСКО барат во близина, во Кејон, што се и градове, да не се над 3 спрати или 2 спрати подкровија. Тоа не одговара на сите. На вода, нигде во светот не те остава да градиш сред вода.
а ние моментално гледаш имаат уште шангои што постои тука. Да, кој е вашиот став? Треба да се отстранат тие дивоградби? Сега, ова е работа за да го решаваме, треба да правиме еден референдум во градот во општина Охрид, за да зависи како размислуваат граѓаните во Охрид, дали треба да сме член на УНЕСКО или не. Значи не дај на советот, дека имат луѓе што размислуваат, ние немаме некој голем ќар од УНЕСКО. Остај на граѓаните да гласат во референдум секој граѓан што имат над 18 години во Охрид. И ако е позитивно, за да ние да останеме член на УНЕСКО, треба да се руши. А е негативно, тогаш треба на секој втор да му даваме право да прави што сакат со езерово. Моето мислење е да имаме добро езеро, значи да не сме градени директно во езеро, да имат патека за да одат луѓево, да имат место за на плажа да одат секој втор. Не сегде лежалки има да платат. Имам луѓе охриѓанки и што ми се јавуваат и охриѓани, абе, одам фамилијано на плажа, треба да плаќам 3 лежалки. Значи не е во ред, луѓе. Ние живееме во Охрид. Стандардот наш се знае колку месечна плата има сиве. Немате услови да плаќа такви трошоци. Дај му одредено место, 30% од плажава на објектно што го држи, да не е директно 3 метра, да е далеко од водава, друго не го користе тие за лежалки, ама да имат пак простори за луѓе што живеат во Охрид. Ние не му даваме можност на луѓето да го користат водава. Се донесе и планот за управување со Охридскиот регион. Што мислите, тој план ќе помогне ли за да се зачува и да се заштити езерото и да завршат дивоградбите, значи, затоа што од една страна зборуваме за уривање, но од друга страна сведоци сме дека се случува и да се градат нови дивоградби. Да. И во Националниот парк, и во Трпејца. Значи, за тие работи, планот е добро донесено, значи е све направено како што барат правилната за УНЕСКО. Треба да се име таму со тие луѓе што имаат изградено, или не знам дали постојат такви луѓе дека кој е дивоградба, никој не се према дека е негова. Да. Треба да го решаваме тој проблем. Тие луѓе што го прават таа работа, го прават за бизнис. Малце се луѓе што го прават градбава за да живеат во тука во близина, значи го прават за ресторанче или за нешто друго. А од друга страна ние покажуваме сила на диви градбиве, што ги кажуваме диви градби, на сред град или подалеку, значи во некоја улица што нема донесено план од 2001. Значи, ако сакаме ние да правиме измени во Охрид, треба да се име со сите местни заедници, без разлика. И опозиција, и невладена организација, заедно со новинариве, да е отворена, поиме во воска. Се име со сите гекани му објаснуваме дека од езеро треба толку далеко да сте. Градбава треба толку да е зголемена, значи не треба да е над 2 ката или 3 ката, значи како е предвидено по УНЕСКО. Треба да има олкав двор. Дека кај нас моментално немаат луѓе во двор. Секој втор се паркираат во патон. А за летно време, мислите вие, хаос е градот. Секој ден имаат проблеми полицајциве и ние. А то се решават со сите заедно. Во тоа време да имаме и пратеники од власта и од опозиција. Дека кај нас некој што сака да вистина да стави ред во градот, ко почнуваат сам, тој му прави против другава партија. Тоа не е вистина. Охрид е на сите нас. Или треба да го пазиме, да работиме за да одиме напред, за сите нови генерации, или да го попустиме сите, без разлика, кој што сака да го прави во градот. Да. Тука малце ќе продолжиме нашата дискусија и во загадувањето. Знаеме дека навистина имаме постојано загадување на Охридското езеро. Иако имаме јавно предпријатие, се формира колекторски систем, но при секој дожд сите сме сведоци дека има проблем за пречистување и фекалии директно се влеваат во Охридското езеро. Кој е вашиот став со ова прашање? Тој кога се формира на брзина, се гласаше, се беше окей на отворањево, само не знаевме што машини има тие и што нови работи ќе донесе за да се прочистит или да се пази, да се варди езеро. Значи го немавме тоа програма, за жал, а гласавме како советници. Јас последен момент не изгласав, дека реков ја сакам објаснување, формираме ново предпријатие. Знаеме кој е директорот, кој се вработениве, со какви услови ќе работат, колку средства имат, која му е приоритет нив да работат. Прва работа ќе го прават во градот. Значи тие немаат 100% програма објаснена. А мај да се гласа да поминет ке убо за градот. Кој изгласа? Јас му реков дека нема да функционира. Дали денеска функционираат колектор? Нигде. А ние плаќаме сите граѓани. Значи тоа е чудна работа. Плаќаш, нигде не работат. Јас имам пријавено директно случка што знам во воска што ми се јавија луѓе, колекторот таму има 2 места што прават голема штета на езерово. Денеска не е чепнато, советник бев. Директно има па баран, градоначалникот ми вети за 2-3 месеци, денеска нема екипа таму. Сега објаснувањето е по централно ниво. Немој да е по централно ниво, ако немаме ние контрола, а проблемот го имаат нашиот град. Тоа требаше да се прави локално ниво. И ние посебно, Струга посебно, го имаме заедно со Струга. Како ќе решаваме проблеми? Како ќе одделиме буџетот еднашка? Има големи проблеми. Кој ќе има приоритет? Дали ќе се решава за Струга првин или за Охрид?
Струга ги знае своје проблеми, ние ги знаеме нашите проблеми. Две, нови локално или со ниско градба да се споеше. Значи многу се во Охрид, ова е единствена општина што плаќа многу сметки. Да, Не одговара, значи то за нова администрација, никој не е против. Ти колку администрација зедеа тука на работа? Дали е многу администрацијава или не? Тоа требаше да се прави професионално со луѓе од странство, не ние. Странство требаше некоја програма од Словенија, како што имавме тогаш понуда во време на покојниот градоначалник Јован, тие да ни донесе некоја програма професионално предвидена, ние да му ја даваме на 6 години, тие да организираат, тие да работат све, ние само да му платиме. Да донесат машини, дека ние луѓе што ќе се вработат со нова технологија не го запознаваат. Никој. Администрација за жал имаме фул, а не функционална е. Во тој сектор сега можам да зборам само плаќаш сметка, ништо не ти на. И мислам дека моментално не е за градот убаво. А ги делиме на локално ниво, да се под контрола на советот, да ни донесат извештај и да ни кажат приоритет. Кој сакат неки градоначалник? Прва работа на колекторон ќе е во овај дел да го заврши, втора работа во овај дел. Ние имаме проблем со рекиве, Грашница. Значи секоја година треба сите реки да ги прочистуваме. Значи рекиве се во катастрофална состојба. Имаме проблем, немет корита во секоја река. Првин треба да се чистат рекиве, да се прават корита во секоја река во градот во општина Охрид, дека луѓе во фрлет шишиња, џубрина во тие директно одат во езеро. Значи сам малце треба да се свестиме. Еколошкиве проблеми Правиме наистина не се големи, да. Јас имам пред 2 години кога бев советник, кога директно бев сведок со градоначалникот со покојниот Јован во лице место. Значи кога чистевме река на Грашница, имаме изваено рекорд шишиња. Значи тие шишиња не се фалени од граѓаниве, без разлика нација или вера. Да. Значи малце треба све, ма не свестиме џабе за се. Така. Би сакала и да ве запрашам околу иселувањето на младите. Знаеме дека Охрид со години е рекордер, за жал, иселување на младите. Вие припаѓате во таа група на млади луѓе. Имате ли некаква стратегија, планови како да се задржат младите овде во Охрид? Единствен, значи спас на градот Охрид е од надворни инвеститори што ќе отворат фабрики и други погони за работа. Нашава сила моментално не е за пазаром во светски пазар. Значи некој може само мал бизнис да постои. Не можеме да имаме сме конкуренти на Германија, на Швајцарија. Туку имаме голема шанса дека овде се минимални плати многу пониски. Ние можеме да се договориме некоја фирма, моментално пример е Костал, што е инвеститор од странство што се отвори и зеде многу вработување. Да донесиме од странство инвеститори за да отворат фабрики кај нас. Ама тоа како во кој начин? Да оставаме 15 години да не плаќаат данок на државата. Земјава да му се обезбеди многу поевтино да го купи. Или од натрешен инвеститор што има средства и што има визија за оваа работа. Ама ние кога земе функција, градоначалникот еден ден нема средства за овој проблем. Кој да е градоначалник, кога побараме кажи не е само проблем од градот Охрид. Ние ако сакаме да ги спасиме жителиве во Охрид, треба да се име во секоја месна заедница, да гледаме нешто колку се вистински невработени луѓе. И од агенција за вработување да земе бројка, да се име и да гледаме што име завршено. Ајде ние ќе донесеме да кажеме некоја фирма германска што ќе работи за да прави некој дел од кола, ако ние немаме луѓе значи обучени за таа работа. Ние имаме угостителство средна школа. Треба да донесеме луѓе за ресторанти или хотели нови да се градат. Ама тие хотели што ќе се градат да имаат значи гарантирани гости од нинова држава. Значи Германија ќе отвори овде хотел, ќе каже годишно имам 30.000 или 15.000 или 10.000 гости ќе донесам во Охрид. Тоа е вкјар. Ние моментално во таа стратегија не припаѓаме. Програма во хартија ги пишуваме сите, а никој нема директно овде ке ова парцела за ова работа и да е јавно. Ке изгледи тој ден ке кажат во ова улица, во ова адреса ке се гради. Ова место да се инвестира. Ама за да се прават овие работи треба од сите професионални луѓе да се земи помош. А најлоша проблем во партиите во Охрид е тие во раководство во прават сите работи сами ги прават. Ние за да оиме напред треба еднушка да земе пример од новинариве. Како некоја држава во прилика Чешка за олку брзо време значи го смена системот. Што беше разликава со Чешка и со нас? Вие сте новинарка, многу полесно вие да ги земите информација, да кажете во овај пат беше, овие измени ги направи. Дали законот кај нас ги остава ти, значи имаш право да правиш такви измени? Да. И седвиш ги викаш сите. Заедничко го решаваш проблемот, за утре ќе имаме сите одговорност, не да се дават како што беше некој време, некој од Индија што се покажуваше, беше голем филм во Охрид ќе инвестираат, ништо не беше тоа. Значи фирма што ќе треба да го донесеме, треба да е познат во светот, да е бренд. А за минимална плата, кога ќе му кажуваш нив дека 450 евра ќе платиш еден работник во Охрид, тој прв ќе иде, ама сакат гаранција, не сакат мито. Кај нас за жал сите инвеститори ние ги бркаме. Значи сами сме криви од инвеститорот,
Значи ние имавме луѓе што саќа во Охрид како што имаме проблем со депонијава. Имаме фирма од Швајцарија и од Германија што сакаат проблемот со депонијава да го решават. Имавме проблем со граначалникот општина Дебарца. Тој кажуваше дека предвидено со урбанистички план е само во општина Дебарца да се прави фабрика за рециклирање. А ние ги имаме луѓето веќе. Луѓето кажуваат ние ќе идаме, ние ќе го отвориме фабрикава. Нашето барање е Комуналец Охрид, Комуналец Дебарца, Комуналец Струга. И се ќе се прифаќат и Ресен, значи сите што ги имаат. Цел регион. Да, цел регион ние депонијава да ги земе кања за производство за струја. И тој е голем ќар. Ама со граначалникот во ниту еден случај не можевме да ја најме заеднички начин, дека тој кажеше дека ќе е штетно за граѓаните. Не, ние го донесовме, тие имат исто таа фабрика направена во Германија. Исто. Има документ и гаранција од све. Тие барат само подпис од граначалникот, контрола надворешна и фирмиве како што наместо еден ден да земвет во прилика да излегвит комуналец, да е 3 пати во ден во секоја општина и да имат контрола, да имат за стакло посебно, за хартија посебно, за сите работи. Тоа можеме да го решаваме од удре, ама тука немаме добра намера од граначалникот моментално или од другиот граначалник што не знам. Кај нас е еден вистински проблем што сите граѓани треба да го знаат. Ако не зависи советот на граначалникот не те земвит во предвид во ниту една ситуација. Тој треба да не упоминит буџетон да те повикуваат, што сакаш да ти даваме за твоја партија, што се твојне барање за да гласаш за буџет. Јас сите точки досега и амандмани што ги имам поминато, сум пазарел, ќе ти гласам буџет, да поминуве до овие улици да ги направиме. Или корична варета во Грошница, кој има побарано 3 пати, прва фаза се заврши, а се почне кога бев советник од првиот мандат. Не елаборат направивме 3-4 пати, не некоја експроприација, пак не го решававме проблем кај што треба. Се почна работава, да, вистина, еден дел се заврши, ама и граначалникот, и опозицијава што беше тука немаше намера да го заврши тој проблем. Дали сега вистина и Кирил Пецаков и Константин Георгиевски ќе сакаат да ги решаат проблеми на охриѓани без да зависи советот нив? Ова ми е директно прашање на нив. Јас и да сум советник, моментално бев 4 години. Не сакам секогаш кога ќе се зависи од буџетот или некои точки за мене да се пазарувам со граначалникот. Значи ние сме толку тежина на луѓе што имаме, тој не те гледа дека ти сакаш да решаваш проблеми, тој те гледа само глас на советот дека имаш во еден глас. Му треби твој глас? Да, му одговараш. Не му треби, жабе е све. Мене за крај последното прашање, кои се вашите очекувања на овие избори? Значи, нашите очекувања во овие избори е да извајме 2 советници, како што ви реков, дека најбитно е да зависи советот од нас, за да може многу работи да ги завршам на граѓаните. Сите да се работи сегде, по план, и сите да се предвидени секоја средства во буџет, да се во прилика барам нека улица да се асфалтират, да се пројте елаборат за таа улица, да гледате еднушка да е директорот ни од водоводот, ни од нискоградбава, шефоите нив, дека тие ги знаат дали е старава линија, дали е новава, и кога пред да асфалтираме еднушка, ако имаат проблем канализацијава, да го завршиме тоа, после водава. А сите овие работи за да ги завршам, јас треба идниот граначалник што ќе идат во општина Охрид, еднушка да сака да работи за града. Коста моментално беше граначалник 2,5 години. Не беше 100% пол. Покојниот Јован беше многу подруг за соработка. Имавме многу проекти што ги почнувавме и што ги завршивме многу побрзо. Со Коста малце побавно оде, ама пак завршивме. Ама ви реков, најважно ми е не сакам или од мене може ќе сум, може не ќе сум и јас советник. Тоа не се знае. Сите советници ќе влезет кога пред да гласуват. Да не мисле дека се само редени од партијава. Чудна работа беше сите гласе од советници во двете страни без никаков проблем кога даваше наредба партијава. Зошто не ги слушаат тогаш граѓаните? Тој знае дека во улицава треба легната полицајска да има, значи треба тумба да имат за да поминвит. Возет брзо. Јас го побарав тогаш пред да имат судар, значи пред да имат проблем во железничка, да имат кружен тек. Во железничка треба најново 3 кружен тека да се направат. Ама се треба новиве советници што идат да сакаат да ги решат проблеми во градот. Инаку све е за џабе. Така, не ви благодарам многу на издвоеното време, толку е времето за нашето интервју денесно. Фала многу од вашава страна. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието.